Сакаме да информираме дека владата на Република Македонија го донесе, односно на седница на влада, го усвои предлог законот за медиација. Со овој закон се врши една крупна, сериозна и суштинска реформа на делот правосудниот систем во Република Македонија. На овој начин, со овие законски решенија се обезбедува поголемо присуство на медиацијата во идниот период во правосудниот живот во Република Македонија, растеретување на судовите на дел од постапките со кои што беа оптоварени досега до предвидувањето на овие законски решенија, а секако се подобрува и позицијата на странките кои што учествуваат во медиацијата, односно граѓаните, физичките лица, правните лица, компаниите кои што постапуваат во оваа сфера, затоа што со нејзе се предвидува определени спорови да може да се решаваат во една постапка која што ќе биде ефикасна, економична, ефективна, која што ќе биде неутрална и која што ќе обезбедува голем број на придобивки за самите странки кои што учествуваат во самата работа. Како што истакнав, со новите законски решенија се предвидени крупни, сериозни и суштински измени во законската норматива со предвидувањето на сосема нов закон за медиација, кој што е изработен врз основа на најдобрите светски и европски практики од оваа област, во кој што се следени високите европски стандарди за постапување во оваа област и е користена логистичка помош од земји кои што се лидери во овие процеси, пред се од Кралството Холандија, со што се дава еден сериозен гарант за самиот квалитет на законското решение. Постојат голем број на крупни, сериозни и суштински новини кои што ќе направат медиацијата во идниот период да биде многу повидлива, да биде многу повеќе искористена и така да се најде од интерес на граѓаните и на компаниите кои што учествуваат во правосудниот систем во определен вид на спорови. Дозволете накратко да се задржам на дел од деталите, односно на најкрупните новини кои што се предвидуваат. Со законското решение се предвидуваат крупни новини кои што се преземени од европските законодавства и кои што представуваат столб на самиот систем на медиација кој што е поставен со новиот закон за медиација. А тоа пред се огледа во неколку сегменти и тоа. Прво, предвидување на обидот за медиација како задолжителна постапка пред започнување на судската постапка во определени случаи кои што се предвидени со материјалните закони. Второ, засилување и централно позиционирање на улогата на медијаторот преку истакнување на неговиот кредибилитет, стручност, способност и квалитет со кои што ќе придонесе за поголема видливост на медиацијата и поголем импакт на доверба на медиацијата во општото граѓанство. Трето, поддршка на државата во развојот и промоцијата на медиацијата, особено преку обезбедување на субвенции за реализација на определени постапки за медиација, кои што ќе бидат финансирани од страна на државниот буџет или од буџетот на Министерството за правда. Четврто, предвидување на ново централно тело во постапките за медиација во целокупната рамка за медиација. Тоа е Одборот за медиација, кој што ќе има главна стратегиска, тактичка, оперативна улога во водењето на целокупната оваа материја. И пето, засилување на улогата на комората преку строго прецизирање на незините права, но и одговорности во насока на обезбедување што поголема функционалност на комората на медиатори, случај што досега не беше забележителен. Прво, со новите законски решенија се предвидува постапката за медиација, односно обидот за медиација да биде задолжителен во определени спорови кои што се предвидени со материјалните закони. Затоа, веќе на минатата седница на влада помина, а е веќе во собраниска процедура измена на Законот за парничната постапка со кој што се предвидува обидот за медиација да биде задолжителен во спорови каде што помеѓу стопански субјекти, каде што вредноста на предметот на спорот изнесува до 1 милион денари. Исто така, во рамките на владата веќе е влезена во процедура измена на закони од областа на семејното право и од областа на правото на потрошувачите, каде што во поедини случаи медиацијата како обид ќе биде задолжителна пред започнување на судската постапка. На овој начин, со задолжителниот обид за медиација се предвидува
да се засили присутноста на медиацијата во правниот живот, да се растоварат предметите во судовите во определени постапки, а на граѓаните и компаниите да им се даде можност определени спорови да ги решаваат поефикасно, поефективно, поекономично, што се разбира од интерес на самите субјекти кои што учествуваат во постапката, а од друга страна се обезбедува и работа за медиаторите, затоа што тие сега ќе имаат еден сигурен обем на предмети кои што задолжително ќе мора да бидат решавани пред нив, како обид, пред да се започне определена судска постапка. Се разбира, доколку биде завршена постапката во медиацијата, судска постапка нема ни да има. Второ, на што е најзначајно, се предвидуваат огромни новини во добивањето на звање медијатор.